Според податоците на Светската федерација за хемофилија, глобално 1 на 1000 луѓе имаат хематолошки заболувања, од кои поголемиот број не се дијагностицирани и не добиваат соодветен третман. Представници од Удруженијето на лица со хемофилија Вон Вилебрант и ретки коагулопати хемолог ја посетија Битола за време на викендов што измина по повод 17 април, Светскиот ден на хемофилијата. Да го проследиме разговорот. Кажете ме нешто повеќе за Сдруженијето. Оваа година Сдруженијето наполнува 18 години или полнолетство. Јас како граѓанин живеам во Скопје, но потекнал тук од нашите пријатели, нашите луѓе. Пред 18 години се роди на 26 мај хемолог. Хемолог е регистрирано во Битола и ние почнуваме од Битола. Така да денеска имаме настан 16 да го одбележиме денот. Оваа година за Светскиот ден се 13 коагулопати, 13 града, 13 нештата да ги направиме и да подигнеме јавната свест. Вечер после 23 часот на Скопскиот площад до музеот, тоест до уметноста, мостот на уметноста, ќе имаме една символика да го осветлиме небото, тоа е и мотото на Светска федерација. Хемолог е членка на Светска федерација од 18, веќе 19, тоест 17 години и на Европски конзорциум исто толку. Каде што ние на вистина чекориме по патеките на она што треба да биде живот. За таа пригода, она што ни дава 18 години луѓето желба за да успееме, ние успеавме, пораснавме и сега сме веќе возрастни. А дали се планираат некакви настани кои би се одржали тука во Битола? Да, во моментов на широк сокак со граѓаните директно на 13 денеска 13 дами поклонуваме рози, книги, белезници во мотивот на ДНК како што е и нашата дијагноза и уште ред други. Испративме пораката со балоните до светот вечер, така да ги пуштиме и светличките фенери за да го осветлиме во 23:00, тоест во 0:01 минута, да го осветлиме небото во бојата на крвта и љубовта. Најпрво, што значи ова болести? Дали се работи за болест или за состојба? Каква е ситуацијата во Македонија? 17 април е Светскиот ден на хемофилија и на сите коагулопати се под ова капа. Хемофилија и останате се крвни нарушувања. Да, состојба е, се додека таа состојба не направи големи оштетувања или крварење и може на некоја регија да направи и болест. Некој го карактеризира како болест, но состојба е недостиг на еден од факторите за коагулација. Каква е состојбата во Македонија? За хемофилија скоро сме задоволни. Би требало уште 20 до 30% да се зголемат количините за да може да имаме профилакса. Профилакса значи 3 пати неделно боцкање или превентивно, за да имате еден добар процент на фактор, за да можете вие да видите во кондиција самиот организам да има и во оние делови каде што се мајорни или тешки форми да немаат оштетувања или крварење, чести крварење. Бидејќи кој е начинот на пренесување на оваа состојба од колена на колена? Вака, за хемофилија мајката е носител. На мајката машките деца се лица со хемофилија, а женските деца се носителки. Или сите машки деца на таткото што ќе се родат со хемофилија се здрави, а сите женски деца се носителки на хемофилија. Во случајот кога се носителките 50-50, значи 50% може да имате лица со хемофилија, 50 не. Каде што кај Вон Вилебрантова состојба таму мора да имаат двата родители генот и каде што нарушување на коагулација 13, исто така мора да го имаат генот од двата родители за да можат да го наследуваат. Нека да имаме носителки, исто така е ако еден од родителите е со носителство, тогаш нивните деца се носители, но во тој случај мора да бидат двата гена да ги има за да можат да имат оваква или слична нека ретка состојба. Кои се предизвиците на овие лица кои се наоѓаат во оваква состојба? За хемофилија како најизвикана дијагноза предизвик. Предизвик број 1. Прво, постарата популација на вистина имаат големи оштетувања. Нивниот предизвик не може да биде едно од најголемите, да не сгрешам,
Велам не може секогаш ако се најде начин. Начинот е да има доволна количина мек, да имаат активност и на вистина да не се гледа како болест, туку да се гледа како состојба. Не денеска можеме да имаме било од која друга диагноза, но не значи дека треба за тоа да се затвориме и да бидеме на јасното на државата. За помладата генерација е многу подобро. Имаме дечиња кои што се на профилакса, кои што во тековниот живот што им престои за наредните 30-50 години се нормално како секој друг. Како можат другите, оние кои не се во оваа состојба, да можат да допринесат за луѓето со хемофилија да имаат поздрав и поубав живот? Едноставно, затоа што само тоа е состојба. Вие имате состојба на богат, состојба на сиромаштија, состојба на дожд, состојба на секое утро носи нов живот. Секој може да помогне. Како? Само рамо до рамо. Без разлика кој што носи. Сите ние носиме нешто. Некој носи куфери, некој ген. Затоа секој може да помогне. Како? Ние сме еднакви со сите. Може би во тој момент кога немаме лекарство и кога сме немале лекарство, тогаш имало потешкоти. Сега кога имаме, треба уште да имаме, за некој да им носи. Уште ги немаме, еднакви со сите. А мотото наше е дека нема да подглеглеме на ниедна болка, ќе се бориме сите заедно, како и што и останатите луѓе кои што имаат било каков проблем, мора само со диалог, мора само со насмевка. Вербата во животот е на секого подеднаква. Благодарам. Молам.